Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на Умствена гимнастика. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје и ќе ве водам низ наредните 60 на минути на брановите на Радио Слободна Македонија во ова најново издание на Умствена гимнастика. Ова е прво издание за ова 2016 година и верувам дека ќе успееме да го задржиме вашето внимание и да останете со нас на брановите на Радио Слободна Македонија, бидејќи одбравме интересен соговорник и интересни теми за разговор. Ќе пловиме низ она што значи професионален профил на мојот денешен соговорник, човек кој што има богато професионално искуство, а во моментот би ја издвоила неговата позиција како претседател на Балканскиот институт за вера и култура, иако оваа позиција само ни дава иницијална можност да отпочнеме со еден разговор и широк спектрум на активности со кои што се занимава Коста Милков. Коста, добар ден, добре ни дојдовте во Радио Слободна Македонија и во ова прво издание годинава. Добар ден, добро ве најдов. Вам лично, на радиото и на слушателите ви честитам нова година. Токму така, благодарам и за убавите честитки и се надевам дека заеднички ќе пловиме во овие 60 на минути низ разговорот со вас. Поводот за нашиот денешен разговор е всушност најновото издание од вас, Светот на сребрениот кладенец, авторско дело ваше, проза наменета за деца. Според критиките го нарекуваат и македонскиот Хари Потер. Автор сте токму на едно книжевно дело кое што е наменето пред се за детската публика, но ако земеме предвид дека во вашата биографија стојат податоци дека комплетирате и докторат на Оксфорд, пишувате поезија и сега запловивте во водите на детската проза, како се случи оваа авантура во светот на сребрениот кладенец? Еве ќе започнам со она што е всушност најново од вашето творештво. Секако. Да кажам прво дека литературата од најрани нозе е мојата прва љубов. Се што друго правев и се што друго ме влечеше или чувствов некаков повик да направам, на овој или на оној начин ме навраќаше токму кон неа. Така што кога јас станав татко, кога за прв пат почувствував што е тоа да растеш собствено дете, почнав да размислувам во каков свет всушност таа ќе живее, со какви предизвици ќе се соочува и почнав да размислувам на кој начин најлесно и најубаво би можел да ја пренесам дел од оние вредности кои што верувам дека се многу важни за да се изради во една здрава личност која ќе придонесува понатаму во општеството. Така што меѓу незината трета година на мојата ќерка, која овој месец полни 18, меѓу незината трета и 9 година, секоја вечер за пред спиење приказна, јас измислував една таква приказна. Само за неа, на лице место. Една работа водеше во друга, така што конечно, кога таа имаше 12 години, кога почнавме да размислуваме што е тоа што ќе остане зад нас и од детството што ќе се сеќаваме заедно, јас како родител, таа како дете, почнав да ја пишувам оваа книга. Ми требаа 3 години, работев во неколку етапи и поглавија, така што конечно од оние некогаш неповрзани приказни секогаш една со друга, излезе токму оваа новела, во која што јас можам да кажам нити имав намера да пишувам или да издавам книга, туку ако смеам да си дозволам таква хипербола или посилна метафора, си го излеав собственото срце. Како се раѓа приказните за деца? Успеавте ли секоја вечер да го задржите вниманието на вашата ќерка, а со тоа верувам дека сега ќе се обидете и да го задржите вниманието на читателската публика? Па јас се надевам не сум пристрасен или ќерка ми не била пристрасна кон мене затоа што во тие години секогаш тато е и мама знаат се, најсилни се и супер е. Сите вие што имате мали деца, уживајте во тие моменти, одлични се, ќе поминат. Така што јас за среќа можам да кажам дека секогаш без исклучок успев да го привлечем и задржам незиното внимание. Цело време дури таа да биде активно вклучена, дури во моменти каде што некогаш јас ке се изгубев во својот лавиринт на собствената приказна, таа знаеше да ме потсети дали некое име сум кажал погрешно или патеката сум ја фатил. И една тајна за сите родители, која ќе ви дојде премногу тешко ако така раскажувате приказни и ќе ви биде на некој начин не знаете или сте премногу умерни, јас имав еден трик.
Веднаш почнував да зборувам и така тие тргнале и патувале, додека не дојдев до некоја нова инспирација да ја продолжам приказната. Кои се главните ликови во вашата приказна овој пат? Дали единствено во содржината на светот на Сребрениот кладенец може да се пронајдат децата, да уживаат во возбудливата авантура, или и возрастните ќе може да ја прочитаат па да најдат некаква символика? Верувам дека со различни очи ги читате книгите кога сте дете и кога сте веќе зрела личност. Па велат дека секоја добра книга која вреди да се прочита барем 2 пати. Книга која не вреди да се чита еднаш, не вреди да се прочита ниту еднаш. Јас се надевам и според она што барем го слушам од некакви издржани критики, ја и замоливме и добар дел од родители и деца да читаат пред да издадеме книгата, верувам дека оваа книга ќе биде читана и препрочитувана. И како што еден мој така углед во светот на книжевноста, неговото C.S. Луис ќе каже, кога пишува писмо на едно од дечињата кои ги читаат неговите бајки и приказни, ќе ги каже на незе: ти само што порасна, доволно возрасна да не те интересираат приказните што јас ти ги пишувам, но ќе пораснеш доволно за да бидеш доволно возрасна пак да ги читаш. И на тој начин јас верувам дека оваа приказна која почнува во еден паралелен свет кој некогаш бил златен, од кој што луѓето решиле да се откажат за сребрена природа, така да кажам, иако во светот биле создадени да живеат во тој златен свет, да творат првенствено преку медиумот на пеење и на песни, да живеат определен живот кој им бил даден од 1000 години и во него да создаваат. Но како што тие создаваат и даваат од себе си, значи сосоздатели се со нивниот создател, така тие се смалуваат, стануваат се помалку, така како можам да кажам, со ветувањето дека на 1000-та година ќе отпеат својата песна, она лебедова песна, и ќе ги снема од златниот свет како дар. Ќе остане нивното пеење и ќе остане тоа што тие го имаат предонесено. Се појавува една сребрена змија која ги мами сите во замката да каже: ако се откажете од вашата златна природа, ќе станете сите сребрени, ќе останете вечно во овој свет, никогаш нема да почувствувате болка и никогаш нема да почувствувате страдање и ќе живеете наводно задоволни цел живот. И тие прифаќаат оваа замка. За среќа една група бега во нашиот свет пристигнува и главниот, всушност таткото на главните ликови ќе се ожени со наша земјанка и тие две деца, Златко и Златанка, ќе бидат главниот мотив, главниот механизам, главните ликови кои ќе ја започнат така наречената обнова на сребрениот свет повторно во златен. Така, јас слушајќи ве како ги објаснувате збиднувањата од книгата, најдов многу паралели со животот, меѓутоа и со одредени писанија кои што се оставени уште од вредни времиња. Меѓутоа имам впечаток дека се повеќе и творештвото, па дури и гледајќи ги сериите за деца, цртаните филмови кои што големите продуцентски куќи како Дизни ги создаваат, имам впечаток дека секогаш градат приказни паралелно наменети за најмладата публика, која може би во тој момент ги доживува на еден начин и ужива повеќе во она детска разиграна сликовита приказна. Родителите се оние веројатно кои што ја наоѓаат символиката и паралелите со сериозни збиднувања од животот. Така е, секоја добра приказна, секоја вистинска приказна е многу слојна. И таа комуницира на еден начин на децата и треба во целост да комуницира до нив, меѓутоа истовремено треба да се очекува прва работа, дека децата се развиваат и дека не смееме да ги подценуваме во тоа што тие може да го направат и да го постигнат. И другата работа е, се додека не сме предизвикани во нешто, како нова тема на обработка на работа, ние не може да научиме нешто ново. Ако е се лесно и повтараме иста работа што ја знаеме, никогаш нема да научиме ништо ново. Не напредуваме. Следната работа е дека како што растеме, почнуваме да ги откриваме многу слојните паралели во добрата литература и таму почнуваме да откриваме од каде можеби авторот црпел, која била неговата инспирација, кои биле главните вредности кои тој сакал да ги посочи и зошто да не самите да надоврзиме и да се изградиме некаква наша, како што јас на времето знаев да си градам мој личен свет, на пример на Том Сойер. Така. Кој што кога го видов после во некакви филмувани, не можеше да значи дека е еднаков на она што јас го имав и моето ми беше всушност и подраго. Така. Кажете ми, од каде ја црпите инспирацијата кога творите? Предходно знам дека издадовте збирка поезија, сега плувите во детската литература. Имам впечаток дека сакате да експериментирате со творештвото, меѓутоа од каде надоаѓа инспирацијата и што следно може да се очекува како авторско дело?
Па јас повторно ќе кажам, главниот, прво јас не сум професионален автор и писател, иако со ова што сега се случи, почувствував дека тоа е и мој повик. И би сакал и понатаму уште повеќе да го развивам сега кога е на таков начин препознаен. Меѓутоа инспирацијата која црпам, како би рекол секој што пишува на вистински начин, е всушност дека пишува што можеш да пишуваш во дадени моменти. Пишувањето знае да биде една од најосамените активности кога е да е, меѓутоа мораш да пишуваш. И мене ми се случи една ноќ пред да го бранам мојот докторат, една ноќ само пред да одам на усмена одбрана на мојот докторат во Оксфорд, наместо да се подготвувам за тоа, мојата десна рака не можеше да се откаже од тоа да пишува токму оваа приказна. Таму ја црпам инспирацијата, но инспирацијата исто така ја црпам и од она што јас нешто го нарекувам како трансцендентална, апсолутна добрина и убавина. Од таму црпам. Тоа е темелот на кој што секогаш се повикувам и верувам дека само доброто е она што ќе остане во животот. И како што еднаш кога бев многу млад го читав воведот во Господарот на прстените на српски јазик, издадено од Нолит. Тогаш јас не знаев кој е Владо Урошевиќ, но се случи дека токму тој го има напишано воведот таму. И убаво се сеќавам на една негова анализа, уште како млад тинејџер ги читав таа триологија. Владо Урошевиќ вели вака: доброто и кога е најслабо, кога е најкревко, со себе ја носи најголемата сила за обнова. Злото и кога е најсилно, со себе ја носи силата на себе уништувањето и доброто секогаш ќе го надвладее злото. Тоа е инспирацијата и теркот по кој што јас пишувам се што пишувам. А темата и содржините на тоа се всушност прашање на вистинска, да кажеме, инспирација, така да кажем. Дали тоа значи дека независно од тоа дали пишувате поезија или проза, секогаш успевате да вградите одреден вредносен систем во вашите дела? Настојувате ли да пренесете на публиката она што за вас е најголема вредност? Спомнувате добрината, убавината. Верувам дека има токму така. Верувам дека има уште други вредности кои што настојувате можеби суптилно да ги вметнете дури и кај онаа најмлада читателска публика кога чита несвесно во својата подсвест да се вткајуваат овие вредности. Тоа е апсолутно така. Всушност јас не сакам многу да бидам суптилен, јас сакам да бидам искрен и чесен во тоа што го правам. Можеби моите методологии, техники на пишување ќе бидат суптилни, тие мора да бидат, бидејќи вие морате уметнички да го вметнете човекот да влезе во патеката која што вие градите пред него. Но по прашање на мојата изјава, каде стојам, што верувам, зошто сум на тој начин уверен, јас сакам да бидам искрен, чесен со моите читатели, да им дадам јасен увид во тоа каде јас лично стојам и врз основа на тоа тие самите да си определат доколку би следеле, воопшто дали би се согласили со мене и така натаму. Но најбитната работа во сето ова е дека всушност таквата комуникација на вредности, јас верувам дека треба да ни биде нешто што треба да го возобновиме во ваквиот веќе постмодерен, би рекол јас, свет во кој што живееме, каде што луѓето повторно почнуваат да се прашуваат дека веројатно можеби малку премногу забегавме одејќи во некакви безапсолутности во кои што нема ни лево, ни десно, ни доле, ни горе. И јас само сакам да кажам дека токму тоа е она што мене лично ме води и ме насочува. А тоа е всушност да знам дека треба да се навратам на нешто што ќе ми даде еден ориентир. Јас тој ориентир го наоѓам во мојата вера во Бог, го наоѓам во таа, така да кажам, онтолошка категорија на битие кое всушност ги надминува сите овие наши тукашни категории и ми дава простор јас да не бидам сам, да не талкам лево или десно, и иако јас се восхитувам на некои од моите и пријатели и колеги кои воопшто не се согласуваат со мојот светоглед и се храбри да живеат сами за себе. Јас лично тоа не можам на тој начин да го согледам, затоа што не можам да најдам никаков поинаков извор кој би ми дал токму таква насока, каде јас да одам и што да направам, освен таквиот категорички, да кажеме, онтолошки, трансцендентен пристап, а тоа е она што јас верувам дека е Бог, поконкретно Бог објавен во Богочовекот Исус Христос. Така. Започнавме со она што значи ваше творештво, последни дела. Овде ќе направиме една куса пауза за малку музика и реклами и ќе продолжиме со разговорот за вашата професионална позадина, имајќи предвид дека она што сега го презентираме е претежно детска литература, поезија, но сепак зад вас стои една позадина. Јас споменав од ретките македонци сте кои што комплетирале докторат на Оксфорд од областа на теологијата, што е навистина мощна, сериозна достигнување за поезија
поединец кај нас и малку повеќе за овие искуства поминати на Оксфорд ќе зборуваме после кусата пауза. Да, вие слушате Умствена гимнастика, заедно со нас е Коста Милков, председател на Балканскиот институт за вера и култура. Зборувавме пред малку за вашето творештво досега, но на што најавивме дека во овој блок ќе го отвориме како тема е вашето искуство од Оксфорд. Од ретките македонци сте кои што докторира токму на овој престижен универзитет. Вашата специјалност е теологија. Па, веројатно, дел од слушателите кои што не слушаат и можеби се амбициозни и сака дел од своето професионално образование да го надградат токму на овој престижен универзитет. Какви се вашите искуства? Каков е патот од Скопје до Оксфорд? Но не беше така директна вашата линија, верувам дека поминавте повеќе станици. Траекторијата беше се освен само праволиниска за да се стигне до таму. Нема да одам во деталите на таа приказна, меѓутоа една работа ќе кажам со сигурност е дека тешката работа, трудот, давајќи го своето најдобро, не борејќи се да бидеш најдобро, туку давајќи го своето најдобро е секогаш се исплаќа, без исклучок секогаш се исплаќа, па дури ако тоа би значило дека сте вложувале во себе си, сте направиле едно не повторливо искуство, па дури да не сте стигнале до на најкрајна цел, како во мојот случај да кажеме Оксфорд. Тоа би му го кажал на секој човек, особено на младите генерации, особено на луѓето со некакво сегашно додипломско, малку постдипломско образование, би ги охрабрил само во тоа. Дајте го своето најдобро. Тоа секогаш ќе ви остане со вас како голем дар сами на себе и на општеството што ќе му го дадете, и врз основа на тоа тогаш имајте цел. Но не цел како надпревар, нити сами со себе, нити пак надпревар со некој друг. Туку цел да го направиме, да го дадеме својот краен лимит само заради тоа што веруваме на тој начин ќе живееме најисполнато давајќи се себе си. Така што јас верувам дека тоа е исто така сплет на околности. Јас сум свесен дека привилегијата да се заврши на такво престижно место, да се образува, во тоа треба да се склопат многу непознаници во равенката за конечно таа да биде исполнета. Нормално треба една траекторија на голема работа, да се покаже поранешна траекторија на истражувачка работа која држи вода, така да кажам, тоа е првата работа и многу битна. Второто нешто што треба да биде е да се случи да наидете на ментори кои навистина ќе ве препознаат и несебично и не подвојува ќе станат зад вас. Јас морам да кажам дека некои од најклучните моменти за ваквите исчекорувања во мојот живот ги имам не да ги заблагодарам сам на себе, туку да им бидам благодарен на луѓе кои верувале и почувствувале потенцијал, преземале ризик. Особено во тој свет ризикот е огромен. Ризикот на репутацијата на еден врвен академик или теолог или професор да ве препорача и како вие тоа ќе го продолжите понатаму. Значи, тоа е втората работа. И третата работа се разбира треба да имате да ги следите, така да кажеме, сите оние погодности или околности кои би можеле да ви помогнат за да стигнете до таму. Јас лично со сопствени сили или со сопствени средства, така да кажам, особено финансии, не можев никако да завршам на тоа место. Но затоа што ја следев, да кажеме, можностите, затоа што работев трудолюбиво и комуницирав со сите оние центри кои можеле да бидат на овој или иној начин да придонесат во тоа што јас би го правил понатаму, така што во тој сплет на околности и со мојата трудолюбивост јас така конечно стигнав до Оксфорд. Мојот заклучокот од ова би сакал наравучението да биде не само на онака како флоскула секој може, нека се обидат. Но од друга страна би сакал да кажам, дајте го своето најдобро, бидете честни во тоа што го работите, следете ги, открите кои се оние ментори кои ве препознаваат и кои се стварно несебично на ваша страна и следете што се случува околу вас како можни ресурси кои ќе ви помогнат да стигнете до тоа место. Така, која е вашата специјалност на Оксфорд? На што бевте главно фокусирани во истражувањето? Така, јас работев на она што покрај теологијата, значи тоа е еден многу општ и широк поим, како и сите поими во науката. Јас се фокусирав, значи, на она што се нарекува патристика или изучувањето особено на грчко говорните црковни отци меѓу 4-тиот и 7-тиот век после Христос. А најконкретно се фокусирав на мислата и на делото на еден теолог, филозоф
и монах. Неговото име е Максим Исповедник, кој живеел од 580 година во 6 век, а починал се упокоил во 662 година после Христос. Така, средниот век е веројатно и голема инспирација, меѓутоа можеби и најтешкиот период за истражување во принцип, или ако би рекла како најголем предизвик може да го земеме. Дефинитивно така е. Ја како човек кој го има, значи тоа подрачје и тој временски распон обработувано, сметам дека средниот век до некаде и со без големи оправдувања ги добива тие некои негативни конотации. И има во него всушност се случуваат многу работи и многу интелектуална, така да кажеме, свест. Ја има, само треба да се, така да кажам, да се фокусира човек и да копа, да бара, да трага по нив, и добар дел од нив можеби не може да се наречат оригинални мислители, како што се мислителите пред нивното време, туку се големи синтетичари, луѓе кои прекрасно знаат да анализираат. На тој начин Максим Исповедник е еден таков синтетичар кој всушност помага да биде како еден канал. Речи како бабица на голем дел од она што можно е, особено во јудео-христијанската и во византиската и подоцна општо западната цивилизација би останало загубено, да не бил тој. Така што тој зема еден голем корпус на дела, како што се на Ориген, на Евагриот Понт, Ориген од Александрија, корпусот на човек кој се вика Диониси или познат исто како псевдо Диониси. Сите овие дела се некаде на работ, дали би биле прифатени во овој контекст на христијанско филозофско размислување или не. И одеднаш се појавува Максим Исповедник во 6-7 век, ги реинтерпретира на недвосмислено христијански начин, и тие преку всушност Еригена на Джонус Скотус Еригена на истокот во 8-9 век се преведени на латински и вршат едно неверојатно големо влијание подоцна врз развојот на филозофската но исто така мистичната и аскетска мисла во западниот свет. Така што тој човек е брилијантен на свој начин. Можеби не е во крајно оригинален мислител и не воспоставил некакви темелни постулати кои биле пробивни за своето време, но не бил ни по ништо помалку значаен по тоа што успеал да го постигне. Така, иако верувам дека многу малку од нашите слушатели воопшто слушнале или го познаваат неговиот животен пат. Овде е време за една кратка пауза, одиме со малку музика и да означиме 17 часот и 30 минути, на половина сме од ова издание на Умствена гимнастика. Останете со нас. Да, вие слушате Умствена гимнастика. Заедно со нас денес е Коста Милков, председател на Балканскиот институт за вера и култура. Спомнавме дека сте всушност доктор на науки на Оксфорд, каде што студирате теологија. Веројатно понесовте битно искуство со вас, драгоцено искуство кое што овде може да го пренесете, меѓутоа го пренесувате, претпоставувам, и помеѓу голем број на ваши студенти, слушатели, заинтересирани од онаа област која што е ваша специјалност. Спомнавме дека специјалност ви е средниот век. Често пати кога ги разгледувам домашните учебни помагала, ќе најдеме мрачниот среден век, и постојано некако имам впечаток дека средниот век е период на кој што се осврнуваме со малку подсмев, иронија, период во кој што ништо не се создавало, науката чмаела и така натаму. Ќе се согласите ли со оваа општа констатација која што некако успеа да ни се наметне во домашната литература? Нека име нарачат пристрасен, не се согласувам со тоа, и ќе цитирам еден всушност книжевник кој е експерт во Англија од Оксфорд баш по средовековна поточно литература, кој ќе каже дека ние често во 20-21 век страдаме од тоа што тој го нарекува временски снобизам. Идејата дека ние некако живееме 21 век, сме напреднале технолошки и всушност ги користиме придобивките од некакви претходни генерации, како да на некој начин прави веднаш по-мудри. Една работа е да познаваме повеќе некои, да кажеме, чисто суштински научни работи ги откриваме, тоа е сосема во ред, и да уживаме во нивните придобивки. Ама сосема друга работа е да размислуваме за некакви основни темелни поставки за животот и определена мудрост. Ако не научиме да дослушнуваме од мудроста и да пиеме од тој извор, така да кажам, на минатото на некои луѓе кои всушност се соочувале со слични проблеми, некогаш ги решиле, и потоа кога можеби не бил таков актуелен тој проблем, генерациите подзаборавиле,
Некогаш најдобрата работа што може да направиме е не веднаш да се свртиме само на себе си или она што било пред нас или она веднаш што следи зад нас, туку да се вратиме малку многу поназад и да откриеме дека некогаш некој таму дал вистински одговор кој само треба повторно да го разбудиме и да го вметнеме во искуството на нашиот 21 век. Така што јас далеку би бил од пресудата или замислата дека некако средовековието би требало да се означува како мрачен среден век. Јас самиот можам да размислувам за неколку автори, писатели кои оставиле многу значителен печат низ тие векови, всушност на кои што на крајот на криштата понатаму сколастицизмот, па и ренесансата, па и реформацијата, па и просветителството на крајот на криштата недвосмислено ќе се надобразуваат и надополнуваат. Ако почнеме да ги сечеме и да ги на некој начин кастриме да ги одвојуваме една од друга, осудени сме всушност да исечеме гранката на која што и ние седим, или уште полошо да го исечеме наоѓајќи се на некоја висока гранка на тоа дрво кое што пораснало од доле од фиданка, ние да го замислуваме дека тоа некогаш била фиданка и да го сечеме дрвото само затоа што го замислуваме како некогаш на фиданка. Што правиме? Седиме на некоја висока гранка, ама ако го сечеме дрвото, ќе паднеме заедно со се него. Така, затоа што светот од нас не почнува во принцип. Токму така. Кога ќе размислите за годините поминати на Оксфорд, сега сте овде творите, создавате во Македонија, имате ли пред себе една слика на она што е највредното што го понесовте како животно искуство од времето поминато таму? Верувам знаењето, во тоа и не се сомневам. Колку се тука личните пријателства, конекции, можности кои што се отворија за вас? Така. Оксфорд беше едно врвно, прекрасно искуство за кое сум до крајот на животот ќе бидам благодарен по сите елементи, вклучувајќи ga и самото знаење, така да кажам. Но, од друга страна, две работи мене ми остава многу битни. Вие веќе откривте малку на слушателите што би можело тоа да биде, а тоа е пријателствата. Се создаваат некои неверојатни врски таму со луѓето што сме во слични контексти, со слични предизвици се соочуваме и тоа ни дава простор да се откриеме, некогаш да бидеме ранливи едни пред други и со оние кои што ќе откриеме некакви сродни души или пак дури да не сме сродни души, туку да откриеме дека сме добронамерни едни кон други, сме изградиле трајни пријателства. На тоа ќе се надобрзам уште малку подоцни, ќе додам која е втората точка. Втората точка е да се освести човек и да знае дека не е најдобар. На Оксфорд нема шанси, секогаш постои ден, два, три да поминат и ќе откриете дека постои некој многу попаметен од вас, многу понадарен во многу работи. И повторно ќе кажам, тоа беше неверојатно одлично, добро за мене, благодетно искуство. А тоа е всушност дека целото човештво се базира врз основа на тоа дека мораме да бидеме отворени едни кон други, не во надпревар, не во тоа кој ќе постигне да биде повисоко од другиот, туку напротив, во она како можеме заедно човештвото да го направиме да постигне севкупно најдоброто што го може. И сите ние во нашите капацитети да го дадеме она што е најдобро. Така што дека не сум најдобар и дека тоа е всушност супер работа, е нешто што го открив или го затврстив, не морам да кажам, и пред тоа имав некои такви видувања, но го затврстив на Оксфорд. Но да се вратам на моите пријателства. Токму од тие пријателства излезе многу од работите кои денеска отвараат големи перспективи за она што јас го правам. Оксфорд, како Оксфорд, ми дава неверојатна, така да кажем, можности во животот. Биле, сега се и ќе бидат. Верувам повторно, за тоа сум крајно благодарен, но истовремено пријателствата кои ги остварив таму се всушност база на многу од најважните работи што ние како придонес, како Балкански институт за вера и култура ги правиме во Македонија. Така, кажете ми, какви се можностите што се отвараат за еден доктор на науки од Оксфорд кога ќе се врати во Македонија? Вие одлучивте да не продолжите, да не останете некаде надвор од земјава, се вративте овде творите, создавате. Меѓутоа, какви можности отвара, какви се перспективите? Имате можност да патувате, да предавате, да остварите комуникација, да го пренесете своето знаење, или сето тоа се должи на личната иницијатива? Дали Оксфорд само ви ја отвара вратата, а потоа ваше е да ги зграбчите шансите, или ви ги дава готови можностите да продолжите натаму?
Оксфорд отвара врата. И тоа е тоа. Меѓутоа мора другото се да остане на вашата иницијатива. Оно што го кажуваат, значи можеби постои, не знам, 10% талент, меѓутоа 90% се едно мора да остане тешка работа за да се постигне нешто врвно. Така што и Оксфорд ви отвора неминовно ви отвара врата, но вие морате да имате иницијативата од вашата страна. Така што и Балканскиот институт за вера и култура кој почна пред 5 години, точно сега ќе имаме 6 години од 5 години од почетокот на неговата работа, а 6 настап на онаа наша програма Конекција Оксфорд почна во март 2011 година. Во Македонија, морам да кажам, ние сме тука затоа што верувам, сакавме да се вратиме во Македонија. Мојата сопруга има меѓународно издаваштво диплома од еден од универзитетите на Оксфорд. Нашата керка можеше слободно да продолжи со нејзиното образование. Сопругата работеше за Централната библиотека на Оксфорд Бодлијан. Имаше редовен договор, значи не беше привремено туку на непостојано време, како се вика, трајно беше, неограничено беше вработена. Јас имав можност да имам договор на маса да стои пред мене за да почнеме на таква асистентска работа на Оксфорд. Ние се едно решивме да се вратиме во Македонија. Не зажаливме заради тоа. Меѓутоа морам да кажам дека се што направивме во Македонија се базираше буквално, во најбуквална смисла врз нашата лична иницијатива, желба и истрајност да го направиме тоа. И многу сме благодарни кога ќе најдеме на личности со кои што сме можеле да соработуваме. Едната од нив сте и вие всушност во рамките на УКИМ, во на правниот факултет, вие ќе се сетите добро соработувавме токму на тоа поле во размена на идеи преку некои од правниците или докторантите или професорите што доаѓаа од Оксфорд. Одлична можност за домашните студенти да проследат дел од оние експерти кои што доаѓаат на ваша иницијатива, што е драгоцено искуство за нашите студенти. Но морам да кажам дека нека ми простат, не знам, јавноста или како да го кажам, би можела јавноста или и некои од институциите да ги препознаваат овие работи и присуство на добра волја и би можеле уште подобро да го искористат она што ние можеме да го понудиме. Така што да, се тоа го правиме, крајно сме благодарни за сета соработка што имаме остварено и таа е многу добра и ние ќе продолжиме така, но има еден елемент во кој што чувствувам една инертност некогаш од другата страна, која всушност би можела да биде добра за двете страни, уште подобра за Македонија, така да кажам. Така, кога веќе носите луѓе кои што навистина вредат многу и кои што би биле ексклузивна прилика за оние кои што се заинтересирани да ги слушнат и видат. Оксфорд Конекција ќе се случи оваа година. Оние кои што се заинтересирани може да ве следат, вие имате Facebook профил на кој што знам дека сте Балкански институт за вера и култура, да. Да, Балкан Institute for Faith and Culture на англиски или Балкански институт за вера и култура, да. Токму таму и може да видат и каква ќе биде програмата. Настаните се најчесто отворени, дел од предавањата се отворени и еве ќе го искористам како прилика за оние кои што се заинтересирани да ве следат и можеби да дојдат на дел од настаните кои што ќе се случуваат. Јас можам датумите да ги дадам. 25 март ни пристигнуваат гостите, ќе останат до 1 април. Нема да го зборувам во деталите, премногу време ќе треба за тоа и прерано е, меѓутоа ќе назначам само дека со големо задоволство имаме една неверојатно добра личност, редовен професор по физика. Ард Луи пристигнува во Македонија, еден од веројатно со најбрзо растечки рейтинг на млади професори, научници во рамките на физиката од Оксфорд и општо, ја мислам во светски рамки, доаѓа во Македонија и ќе одржи неколку серија предавања, вклучувајќи едно предавање на 31 март во МКЦ, во Фросина салата, во 7 часот и 30 минути ќе имаме негово предавање за пошироката јавност. Така, еве, ќе го искористиме како покана, иако е навистина рано, некои што се заинтересирани ќе може да ве следат, ако ништо повеќе на вашиот Facebook профил. Знам дека нашите слушатели користат социјални мрежи и ќе бидат во текст со она што се случува. Овде ќе направиме уште една пауза и одиме со последниот блок од разговорот предвиден за денес. Да, вие сте со умствена гимнастика, последниот блок предвиден за денес заедно со Коста Милков, председател на Балканскиот институт за вера и култура. Го спомнавме институтот кој што го водите. Рековте дека веќе славите еден мал роден ден оваа година, 5 години од вашето постоење. Како се роди идејата за овој Балкански институт за вера и култура и успевате ли во намерата да ги промовирате токму овие два носечки столба кои што стојат изад името на вашиот институт? Идеја се роди со враќањето на сопругата моја Нада Милкова и јас во 2010 година и поминавме еден време баш размислувајќи што и на кој најдобар начин би можеле ние да
да придонесеме во Македонија, и така дојдовме значи до заклучокот дека преку тој Балкански институт за вера и култура би можеле тоа да го направиме. Всушност да истражуваме кои се најдобрите пракси, најдобрите теории кои ги оставила особено религијата општо, но особено христијанската вера низ низината траекторија од 2000 години и на исток и на запад, и од таквите пракси, од таквите теории да црпиме, за да можеме да придонесеме за општа благосостојба на животот на луѓето во Македонија. Меѓутоа Балкански институт, како што и назначува името, имаме визија да ја инспирираме, да го инспирираме и самиот цел регион. А како почна? Се надоврзува на нашето искуство во Оксфорд. Всушност почна преку пријателства. Најдобрите работи што почнуваат секогаш почнуваат со пријателства, а тоа беше кога ние пристигнавме во Македонија како, повторно да се вратиме, повторно да се адаптираме во атмосферата која нас ни беше нормално позната, но сепак прави разлика кога човек живее подолго време надвор. Една група наши пријатели, и сите од Оксфорд, сите или професори, или асистенти, или докторанди, ни се најавија дека чисто од љубов, што се вика, од пријателство ќе дојдат да не посетат. И како што ние размислувавме како би можело да издаде една таква посета, мојата жена која е особено надарена по тие прашања, значи да извизионира, да замисли како нешто да може да измислат и како некои работи можат на најдобар начин да се спојат на корисно со забавно, што се вика, со добро. Организиравме значи за нив да настапуваат на повеќе места на Универзитетот Свети Кирил и Методи, со Македонската академија за науки и уметности, нешто со кабинетот на председателот и така натаму имавме повеќе места со кои што остваривме многу добра соработка, и потоа тоа почна да се проширува во Тетово, во други институции, во Штип отидовме на некои институции да соработуваме и продолжи да оди понатаму, и на крај решивме дека би било супер таквата работа заради толку добро искуство и тоа кое е заемно искуство. Оди вака, луѓето што доаѓаат овде, навистина даруваат, жртвуваат прво време, средства и така натаму, и сето тоа го прават од љубов и гратис за Македонија, така да кажеме. Но истовремено доаѓајќи тука и откривајќи дека нивната лична експертиза, дали тоа физика, медицина, антропологија, филозофија или математика, не е битно во што, или нанотехнологија или инженерство, во тие контексти знае дека не само што можат да дадат најдобро од својата експертиза на фелата која што е нивна, а тоа е значи научната фела во Македонија, туку да почувствуваат дека се искористени како личности и како луѓе, не само како научници. А таквото искуство исто непроценливо. Сите тие што се вратија назад, добар дел од нив, некои од нив вербално ни имаат пишувано назад да кажат дека ова е веројатно едно од преобразувачките искуства во нивниот живот. Така што таа заемност на отвореност и на желба, на ризик да се отвориме едни кон други, да станеме ранливи и да го извлечеме најдоброто што може да го понудиме едни на други, е крајната вредност на Балканскиот институт за вера и култура. Така што спојот на верата и културата секогаш да работат за доброто на сите луѓе, без разлика од каде ти доаѓаат, како се викаат, каква етничка позадина се, која вера имаат или немаат никаква вера, тоа не е воопшто битно. Ефектот на нашето действување треба да биде благосостојба на сите тие луѓе. Така, дури независно со што се занимаваат и од екзактните науки, знаеме дека ги спојува едно, а тоа се заедничките вредности, вербата во Бог. Она што јас би сакала и сосема за крај да ве прашам, позади сето ова искуство, врзани сте постојано и со контакти со различни луѓе кои што имаат различна специјалност. Верувам дека одвојувате време и да прочитате нешто освен она што го создавате, што го пишувате. Што во моментот се наоѓа во библиотеката на Коста Милков и што ви служи како инспирација или читате во моментот, и еве би сакала да споделиме со нашите слушатели кои што верувам дека еве во престојниот викенд ќе најдат барем малку време за добра книга. Во моментов читам англиски превод на Орхан Памук книгата Strangers in Their Mind, неговата последна новела. Топло е препорачувам на сите што може да читат, и ако излезе кој знае турски нека ја чита веднаш, јас не знам, а на македонски или на кој било јазик ако излезе нека ја читат. И исто така читам есеи издадени во 1999 година од еден од најголемите новелисти, всушност романсиери, G.M. Куци. Читам неговите есеи кои што буквално
ме обземаат, така да кажем. Тоа е таква една ерудитство, таква една присуство и таква една прецизна анализа на состојбата во современиот свет, така што сум целосно внесен во нив. Тоа се две дела што ги читам надвор од она што всушност еден куп друга литература која ми стои на маса, која би била моја секојдневна работа. Така. Која е литературата која што во моментот ви служи како инспирација, што да очекуваме следно од литературниот опус на Коста Милков? Како прво, повеќе луѓе ми спомнуваат дека би сакале да видат како би се развивала приказната околу светот на Сребрениот кладенец. И сега работната замисла е тоа да стане една трилогија. Да имаме една претходна книга која би претходила, би објаснила како златниот свет станал сребрен, и една книга која би следела така што би се направила една трилогија, која што мене лично ми е многу блиско до срцето и радо се веќе подготвувам ликови и така натаму, концепти за работа. Моментално работам на една серија на кратки раскази. Тие би сакал да ги објавам, кои се инспирирани и потоа поттикнати да ги пишувам понатаму од бегалската криза, значи поврзани се со искуството на бегалци, не мора да биде баш ова конкретно или не баш конкретно бегалство, но секој оној што се почувствувал загрозен, прогонет заради своји верувања и така натаму, или увиди или вредности. Тоа го пишувам и во подготовка веќе подолго време тоа го работам и конечно редно е, мислам, треба да почнам една новела или еден роман за возрастни, кој ќе се одвива во Бостон, Сао Пауло, Бразил, и Охрид и поширокиот контекст на Македонија. Така. Јас ќе ви посакам многу успех и се надевам плодна инспирација во создавањето на сите овие предизвици кои што стојат пред вас, а воедно и успех во работата на Балканскиот институт за вера и култура. Будно ќе ги следиме оксфордските конекции кои што не очекуваат годинава. Јас овде ќе се поздравам од нашите слушатели и ќе ви ја закажам следната средба на брановите на Радио Слободна Македонија за 7 дена со умствена гимнастика. Слушавте умствена гимнастика во продукција на Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев. Денешниот датум на кој што следевте умствена гимнастика е 15 јануари 2016 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.